Благодарам, почитуван Благој. Комплетно се сложувам дека не треба да идеме на перспективата дека ништо претходно не е направено. Се сложувам. Неколку пати сме зборувале, јас сум бил во кабинетот на Мисајловски кога ја променивме власта и точно знам кои патишта во државата беа тогаш започнати, многу добро знам, и пред некое време замислете правевме една реминисценција на минатото и многу од тие патишта кои што вие се сликавте беа започнати во тоа време. Само неколкумина кои што сега се министри во владата тогаш беа помлади. Една работа ќе ви кажам, само да ви ја покажам разликата. На глава да стоиме. Ме разбирате, да го превртиме наопаку Собраниево, ќе ги завршиме проектите. Нема оправдување за 7 години. Не знам трасата дали била крива, дали имало свлечиште, дали имало карпа, не знам што е да е. На глава ќе се превртиме и ќе ги завршиме за 7 години. Тоа сакам да ви кажам. Не само да се склучуваат 5 анекси, ништо не се заврши. Не дали било трасата крива, не дали треба клучки, не дали имало карпа, не дали имало свлачишта, на глава да се превртиме, ќе го свртиме Собраниево наопаку и ќе ги изградиме тие патишта. Заради тоа што тогаш ви ги оставивме на 50%. На глава ќе се превртиме и ќе ги завршиме. Тоа е разликата меѓу нас и нив. Нема да дозволиме да се срамиме пред граѓаните и замислете уште една работа. Точно е дека ќе почнеме да градиме брза пруга, точно е дека ќе почнеме да градиме чебрени галишта и точно е дека ќе почнеме да градиме патишта за 1 милијарда. За тоа сме ја зелели довербат од граѓаните. И нема да слушате за 3 или 4 години тука јас да застанам со глупи изговори од типот на трасата беше крива, имаше свлечишта, имаше карпа. Тоа не постои. Ако сме влегле во институциите, ќе земеме плата, ќе го превртиме ако треба, целата држава ќе превртиме наопаку, ама ќе ги изградиме, затоа што сме зеле обврска. Благодарам председател, ќе се извинувам за времето.